Екипата на телевизија Сонце, почитувани гледачи, се наоѓа пред храмот Свети Петар и Павле во населбата Ѓорче Петров. Дојдени сме овде со причина. Договоривме со старешината на овој храм, презвитер Ивица Тодоров, да проговориме за утрешниот празник Божик. Насловот на оваа емисија е Божик, ден на нова надеж. Да појдеме во канцеларијата на презвитер Ивица Тодоров. Утре е Божик, денот на Христовото раѓање, па ајде за гледачиве да објасниме што се случило во Витлеем таа ноќ пред 2018 години во куќата во која што биле присутни Јосиф и Марија. Значи, убав вовет за празникот. Значи, таа ноќ, таа витлеемска ноќ, се случи она што внатре во себе, како своја вера, како своје очекување, го има и илјадници припадници на старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ. Значи, ако го читаме ние Светото писмо на Стариот Завет и ако внимателно влеземе во неговата содржина, ќе видиме дека Бог, нашиот Творец, еврејскиот народ го формира поради две причини. Едната причина е да се сочува вистината за едниот вистински Бог, затоа што како што гледаме, како што човештвото се развивало? Не се развивало, него се одвојувало од точката на падот. Значи, откако се случила таа состојбена отпаѓање од нашиот Творец, ние гледаме дека се повеќе и повеќе кај луѓето во овој свет се губи сознанието за тоа кој е нашиот Творец, каков е тој, кој е тој вистинскиот. И нашиот Творец сакал вистината за себе да биде, односно вистината за него да биде сочувана. И од почеток ние кога читаме Светото писмо, го кажав тоа пред малку, значи гледаме како тоа го правил во периодот пред потопот и потоа и во периодот после потопот. И во тој период после потопот преку Аврам, преку Исак, Јаков е оној кој има 12 синови, од неговите 12 синови се формира 12 племиња на Израелот или еврејскиот народ, такво како што ние го знаеме. И тој еврејски народ, значи, ја имал таа задача да го чува она што Бог му го открил, вистината за тоа каков е Бог, каков е нашиот Творец, и не само тоа, туку и кои се вистинските морални вредности, кои морални вредности човекот го прават човек. Тоа е едната вистина, а втората вистина е очекувањето на Спасителот. Но прашањето беше што се случило таа ноќ во... Па тоа се случило. Очекувањата на еврејскиот народ се исполниле. Се родил Месијата. Значи, се родил оној што тие го очекувале, преку Дева Марија, како што тоа ни е засведочено во светите книги на Новиот Завет, преку Дева Марија, преку најчистото човечко суштенство, која е од Давидовата лоза, од лозата на царот и пророк Давид. Значи, така и биле пророштвата, преку лозата на кралот и пророк Давид, а Марија од таа лоза, да дојде во овој свет Месијата. Сега ќе ве прашам нешто што многумина во денешно време се прашуваат. Како е можно Јосиф да биде мирен и блажен, иако знаел дека новороденчето не е зачнато од него? Па одговорот е многу едноставен. Тој воопшто не бил ни мирен ни блажен, затоа што он, кога дознал за состојбата во која била Марија, но ние треба да дадеме еден вовет. Значи, Марија до својата 15-та година била во Ерусалимскиот храм. Значи, таа била воведена тамо, значи во Ерусалимскиот храм, во храмот старозаветен, и по еврејската традиција, штом девојката веќе може да роди и така натаму, кај нив таа се заручувала. Во дадениот контекст, самата Марија го имало тоа внатрешно сознание дека таа треба да остане девствена. И затоа Јосиф ја земе всушност неја на чување. Да, они се во брак, но всушност он немал никаков физички контакт со неја. Но тој се соблазнил затоа што тој знаел за незината чистота, за незината светост. И сега се изненадил сега кога таа му соопштила, и затоа ние гледаме, значи, ангел Господов му доаѓа на Јосиф и му кажува всушност за целото тоа чудо. Односно, за смислата на тоа што се случило во Марија и кој всушност е во теловен од неја. И плюс, ангелот му кажува и името што треба да му се даде на новороденчето, тоа е Јешуа. Јешуа, буквално преведено на македонски, значи спасител.
Значи, му кажува на Јосиф дека тој што треба да се роди од утробата на Марија е спасителот на на човечкиот Народот род. човечки, а? Така е. Како денес во божичните литургии во храмовите се представуваат звездата што стоела над Витлеем во моментот на Христовото раѓање и им го покажувала патот на тројцата мудреци што доаѓале од исток? Да. Значи, тоа е многу интересна епизода од Новиот Завет, значи баш од настанот поврзан со Христовото раѓање. Значи, многу често кога гледаме по фреските и по иконите, некако во исто време доаѓаат и пастирите и мудреците. Тоа не е баш така, значи не доаѓаат во исто време. Мудреците биле водени од звезда. Сега многумина се прашуваат во каква смислат звезда и така натаму, но отците на црквата кои го толкуваат новозаветниот текст ни говорат дека тој бил ангел, значи кој ги водел, значи мудреците од исток до местото каде што требало да се роди Месијата, односно Спасителот Христос. И затоа тие и преку ден го гледале. Ја гледале звездата. Да. И која ги водела, тие и преку ден кога оделе, така натам тие гледале звездата. Тоа, значи кога се внедруваме внатре во новозаветните текстови и кога влегуваме во цела историска позадина, ние гледаме дека оно што ние го прифаќаме како Рождество Христово не е некаква митологија, некаква легенда и така натаму, тоа се историски настани засведочени од многумина. И кои историски настани кои и дават смисла на историјата, на целата историја. Ај сега малку да се вратиме назад пред настанот на раѓањето на Спасителот, на Господ Исус Христос. Какво било времето во тие земји пред неговото раѓање? Односно, каква била атмосферата меѓу луѓето, за да мора тој да се појави? Тоа, значи, периодот во кој доаѓа Месијата, односно се раѓа Месијата, е период во кој еврејскиот народ се наоѓа во сериозна, пред се духовна криза, но и општествено-политичка криза. Но тоа не е условот за доаѓањето на Месијата. Самата состојба на целото човештво и така натаму. Но во тоа време еврејскиот народ се наоѓал под римско робство. Римјаните владееле со тој дел на светот, владееле со Ерусалим и по наредба всушност на римскиот Цезар, Јосиф и Марија, затоа што се од родот Давидов, тие го напуштаат Назарет во Галилеја и одат во Јудеја. Витлеем, Бетлехем, или градот на Лебот, е градот кој е поврзан со кралот и пророкот Давид. И затоа што Јосиф и Марија се од Давидовото племе, тие одат на попис таму од кај што е нивното потекло, кај што е нивното племе. И затоа и раѓањето на Месијата се случува во Витлеем и што е најбитно, самиот пророк Михеј пророкува каде ќе се роди Месијата. Дека ќе се роди во градот на кралот и пророк Давид. Значи сите пророштва од Стариот Завет се исполнуваат на Исус Христос, на Јешуа. Ме интересира нешто што гледачиве се уште се во некои дилеми, недоумици и така натаму. Кога оваа емисија ќе ја гледаат, ќе биде бадник. Што представува всушност денот пред Христовото раѓање, што во народот е познат како бадник? Генерално, денот пред Христовото раѓање за нас не представува ништо суштински. Но се нарекува бадник, односно будник, затоа што празнувањето на овој настан на Христовото раѓање започнува со едно целовечерно бдение. Порано тоа било на сосем друг начин во црквата организирано. Денешната традиција, значи тогаш имало литургија. Значи литургијата на Свети Василий Велики се служи, но сега тоа се става наутро, а навечер имаме празнична вечерна богослужба, каде што се навестува раѓањето на Спасителот. Значи, и традицијата на овие простори е следната. Значи, секој оди во својот дом. Секој оди во својот дом, секој се собира со своите најблиски, со своето семејство и таа вечера заедничка се нарекува будник, односно тие
цела ноќ останувало и така натаму и така натаму. Останувале будни. Да, и го чекале раѓањето на Спасителот, односно, што тоа значи? Зборам за нашава традиција сега. И сега, наутро, сите подготвени, одат, значи, ако прво семејството навечер се собира, телесното семејство, тогаш наутро, сите ние, со своите семејства, одиме да го сочиниме нашите духовно семејство, тоа е црквата. Значи, сите сме членови на црквата и на литургијата заедно учествуваме во благодарењето, во славењето и во учествувањето, во празнувањето на настанот на раѓањето на нашиот Спасител. Спомнавте нашиот народ и неговите традиции. Наутро на Бадник бевме сведоци и се уште сме, дечињата одат по куќите па ги даруваат и пеат некои коледарски песни. Сретнав овие денови нешто дека Македонската православна црква се заложува тие песни да не се пеат, туку нешто... Тоа не е од оваа година, тоа неколку години наназад. Што треба вие, што препорачувате на Бадник младите дечиња што ќе одат по куќите да го најават тој чин, кои песни треба да ги пеат? Значи се знае, во рамките на Македонската православна црква Охридска архиепископија е прифатена онаа песна која ние знаеме по името Вечниот Бог, во која најубаво, најсликовито и на еден детски начин ова се сведочи раѓањето на нашиот Спасител. А се она коледе, леде, теле, умрело, деде и така натаму и разни други песми кои во себе немат никаква порака, дури се и мора да признам глупави. Таа традиција постоела зошто и како се, тоа веќе друг аспект. Но не одам кон тоа, не сакам ништо да критикувам, секој има слобода да избира сепак што ќе избереме во животот, тоа е наша работа. Но како православни христијани, ако сакаме на вистински начин и да ја разбереме верата, и да ја практикуваме верата, тогаш таа вера и тој живот треба да биде согласно со Божјото откровение, односно со светите книги на Стариот и Новиот Завет и со преданието на црквата. Преданието на црквата нас не опоменува да не влегуваме во пагано-магиски приказни кои се спротивни на нашата вера. Но мора да признаеме дека и овој наш народ и останатите народи кога се християнизираат, особено во овој период на годината, има многу пагански ритуали поврзани со сонцето и така натаму, со повторното започнување на нов временски циклус и така натаму. Но сите тие нешта се поврзани со тие древни пагански религиозни пракси и така натаму. За нас христијаните е неприфатливо. Значи тоа и ние имаме свој начин на сведочење и на живење на нашата вера. Значи во тој контекст оваа песна Вечниот Бог, а може и вашата телевизија да ја пушти, ако може во рамките на оваа емисија, така натаму, да слушнат дечињата за која песна се работи и плюс не само во нашата црковна општина, туку во скоро сите црковни општини и манастири на Македонската православна црква Охридска архиепископија се собираат децата на нашите верници. Значи и ние тука и во останатите цркви ги учиме на таа песна. Вечниот Бог. Да, Вечниот Бог.
Сега сакам да ја прашам нешто што го прочитав и малку ме остави збунет. Имено во текстовите кои се упатени до мајката Марија, молби и така натаму, на едно место прочитав: во тагата да ја најдеме бесконечната среќа на твоето севременско постоење на секаде околу нас, а најмногу во нашите души. Како може човек во тага да го пронајде ова што означува среќа, постоење и така натаму? Како може во тага да Прво се најде треба да среќа? дефинираме за каква тага, печал, велат нашите стари. Да. Значи, тагата е една длабока состојба на душата, особено нашите стари тоа убаво го изразувале со зборот печал. Значи, тоа е една состојба кога се соочуваме со безизлез. Значи, безизлез, бесмисла, неизвестност и така Немање натаму. цел. Немање цел, страдање, болка, значи еден многу интересен спој на нешта. И не може таа тага, тој безизлез, таа бесмисленост да се победи онака, само со своја сила. Значи, ние пред се отвараме на Бог и се угледуваме на животот на неговите свети. Например, јас говорев пред малку тоа, че нема по-свето и по-чисто човечко суштество од Дева Марија, која од црквата е наречена Богородица, зашто таа учествувала во тој мистериозен чин на воплотување и раѓање на совечниот Син Божи, на Логосот Божи кој е совечен со Отецот и Светиот Дух, кој вечно постои со Отецот и Светиот Дух. Ние христијаните веруваме во еден Бог и единствен, кој е над времето и просторот, но тој еден и единствен Бог ни се открива како Отец, кој има свој совечен Син и Дух Свет. И сега тој, совечниот Син Божи, Логосот Божи, преку Дева Марија и Светиот Дух, се раѓа во овој свет. Но не случајно е избрана Дева Марија, не случајно е избрана таа која кажува еве ја слугинката Господова. Значи најчистото, најбогопредаденото човечко суштество е таа. И ние треба да земеме пример од неа. И ние треба да знаеме дека и безизлезот, и тагата, и безсмисленоста, и неизвестноста, и болката се победува само ако се отвориме за Бог и за неговото делување внатре во нас. Но тоа отварање треба да биде искрено и да биде проткаено со неискажлива љубов, исто така како што тоа во својот живот го практикувала Дева Марија. И ние православните христијани сме осведочени за оваа вистина. Дека светителите во небесната црква се молат за нас, грешните кои сме наоѓаме во црквата која молува. Вие сте и оној што го покрена она акција Училиште за животот. Така е. Веројатно овие работи ги разгледувате таму. Ова е салата кај што сега се одржува во ведниот курс. Значи, веќе имаме 18-та група. Значи, во ведниот курс е сочинато 9 предавања. Значи, низ тие 9 предавања, всушност, тоа се како 9 парчиња од еден мозаик. И низ тие 9 предавања, всушност, секој што ги следи предавањето во ведниот курс, се објаснува суштинската порака на Светото Писмо. Значи, се она што ни е откриено во Старозаветниот период и е запишено во светите книги на Стариот Завет, и сето тоа што ни е откриено во Новозаветниот период, по доаѓањето на Месијето, и е запишено во светите книги на Новиот Завет и се разбира, пренесувано во преданието на црквата, сето тоа јас се трудам да им го пренесам на оние што го следат во ведниот курс, и се разбира, тоа е почетен, воведен курс, се трудам да биде тоа на наједноставен јазик, но прецизен во исто време, се трудам многу да објаснувам, и секој оно што го поминува во ведниот курс, и потоа ќе почне да го чита Светото Писмо, тогаш тој Светото Писмо го доживува на сосем друг начин. И плюс, ние предавањата од во ведниот курс веќе ги снимивме, имаме и YouTube канал, Православно христијанство МК, тамо се и тие предавања, еден куп други предавања, значи го користиме YouTube, интернетот. Да. Затоа што не можат сите да дојдат на предавање, а па некои од предавањата се битни поушеднаш да се погледаат, пошто оваа проблематика е малце посериозна. Но кога го велите ова користење на современите медиуми, има прилика да видам нешто од вашите предавања на Училиште за животот. Во публиката видов лица кои беа смирени и некоја чудна мирнотија беше на нивните лица.
Може така се погодило тогаш. Што правиме со она што се случува во современиот свет? Хантингтон што го нарече судир на цивилизациите. Например, христијанството е во една дефанзива. А не би рекол тоа. Тоа не е така. Затоа Например, што христијанството одамно не било оваква офанзива. Затоа што рековме пред малку, во тагата најдете го вашето смирение. Сведоци сме на судирот помеѓу верите во подалечното... Ова ќе мора да ми го објасните, ја не сум сведок во на судир помеѓу верите. Во подалечните регии, кога во Сирија изби граѓанската војна, таму има христијани. Така е. И муслимани. Тие се бранеа од налетот на муслиманите со огнено оружје. Но и тоа не е точно. Сега треба да бидеме искрени кон нашите гледачи, да кажеме дека во позадината на целиот тој судир се развиваше една геостратешка игра. Веќе сме на сведоци дека таа геостратешка игра прекина и се виде кои се оние кои ги мрдаа конците, се виде оние кои беа во позадината на исламска држава и на целиот тој радикален ислам и така натаму. Значи, ние можеме во ист кош да ги ставиме представниците на исламска држава и на сите тие радикални фанатични структури и обичните муслимани во Сирија, кои исто така беа жртви, а да не говорам за христијаните. Значи, гледано најобјективно, ова не е таков тип на емисија, може да ме поканите за некоја геостратешка проблематика. Тамо се развива геостратешки игри и видовме како се тоа заврши и гледаме сега, еве јас пред неколку дена баш постирав еден YouTube празнувањето на Божиќ на 25 декември по Григоријанскиот календар во Алепо. Значи, ние гледам како се Алепо, значи тоа разрушеното Алепо, каде што бегаа луѓето, сега луѓето се враќаат назад и христијаните, христијанскиот дел на Алепо го имаат украсено, црквите се возобновуваат, луѓето се враќаат назад, луѓето христијани го слават Христовото раѓање, тие што се по Григоријанскиот календар, тие што се по Јулијанскиот календар ќе го слават сега и така натаму. Гледаме враќање на животот во Сирија, затоа што еден од геостратешките играчи кои сакаше таму да поентира за својата цел, не успеа во тоа. Јасно. А еде сега да го отвориме прашањето за календарите. Само овој момент да го кажам. Но јас многу често кога сум говорил за оваа работа, повикувам на одговорност. Може би е мојот глас и повик за тоа крајно минорен, нека биде една капка во морето. Да, на сите оние луѓе со свесност и совесност кои повикуваат на одговорност, да видиме кои се вистинските виновници за сета таа криза на Блискиот Исток, особено на Сирија. Илјадници луѓе страда, илјадници луѓе ги изгубија своите животи, илјадници семејства страда. Да не говорам за луѓе со инвалидитет и така натаму, со скршени животи. Некој треба да одговара за тоа. Ние го знаеме по име и презиме, но светската јавност треба малку да биде поактивна на тој. Реков да го отвориме прашањето за календарите. Сите оние што се малку поопатени знаат дека верскиот календар се прави според Великден не треба да се совпадне со еврејската Пасха. Тоа е еден аспект од календарот, ама тоа е, значи, вака се, значи, ние празникот Воскресение Христово го пресметуваме според лунарниот, односно еврејскиот календар. А Божиќ, односно раѓањето Христово според Јулијанскиот календар и овој календар што го нарекуваат стар календар и така натаму. Тоа е тоа, значи ние користиме два календара. Сакам да ве прашам нешто практично. Говорам еден календар за Пасха, односно за Великден, а друг календар и затоа Великден не е секогаш не издат. Да, оние што го практикуваат Божик. Добро. Постат 40 дена пред Божик и тоа завршува денес. Добро. Вечерва. Тие што постат. Да. Но пред тоа, пред 7 дена, пред 6 дена, односно беше новогодишната ноќ. Добро. А во новогодишната ноќ многу луѓе постот го прекинуваат со новогодишната трпеза и така натаму. Дали тука има некои судири на интереси што треба да се разрешат? Јас веќе колку 20 години, море повеќе од 20 години, го практикувам православниот христијански духовен живот и овој пост.
Така да мене нова година не ми представува ништо, освен промена на завршува една календарска година, почнува друга календарска година, можам да се соберам со најблиските мои пријатели или со моето семејство. Дали храната ќе биде постна, мрсна, тоа не е тотално битно на крај на крајвите. И тоа со сигурност го говорам дека најголем процент од православните христијани кои се евангелизирани и кои се воцрковени, кои живеат духовен живот, за нив новата година, таа календарската, ништо не значи. Па дури и собирањето се прави на постна храна. Ако треба не на некој начин да се... За мене тоа не е никаков проблем. Времево Говорам на... по мое име, како прво лице Нина се, не знам, другите треба си го кажат свое. Ова емисија да не ја насочиме во некој води што не се тема на емисијата, но ме интересира дали Светото писмо е патеводител во решавање на личните и општествените кризи? Да, тоа е последното мое предавање и кое го што држев баш во оваа сала и го постиравме на Во што е суштината на тоа водство? Значи, самиот збор кризис е грчки збор и преведено буквално на македонски значи суд. Значи просудување. Значи за Да ги некоја измериме состојба. нештата, а? Да, или точка на кршење. Значи, ако некој човек живее неморално, ние уште како мали учиме дека на лагата се кратки нозете. И мене ми е многу жал што тоа е меѓу првите лекции така, кога ги учиме буквите и меѓу првите лекции што ги учиме од букварот. Но мене ми е многу жал што малкумина всушност на вистински начин разбираат дека на лагата се кратки нозете. И тие мислат дека ако лажат, ако манипулираат, односно ако и себе си се манипулираат, ако другите ги манипулираат, ако себе си се лажат, другите ги лажат и ако живеат еден неморален живот, дека тие ќе бидат успешни луѓе на секаков план во овој свет. Се лажат. И тие со тој таков начин на живење доаѓаат во криза, во точка на кршење. Затоа што самиот начин на живот и внатрешен пред се совеста, душата нивна и така натаму, и вистината на постоењето потикнуваат суд во нив. Значи точка на кршење. Ги повикуваат, значи сите тие нешта го повикуваат тој човек да направи прекрши во себе, а? Да направи промена на својот живот. Да се прекрши. Значи ако оди во овој погрешен правец, веќе да не оди во тој погрешен правец. И тој се соочува со криза. Например, имаме криза на личен план, имаме криза на брачен план, имаме на семеен план, имаме на општествен, имаме на економски, имаме на политички, на духовен, на црковен. Значи секаде кај што мислиме дека со лага ќе успееме нешто да направиме, се соочуваме со криза. Значи со точка на кршење, затоа што на лагата се кратки нозете. И сега, кога ќе се соочиме со кризата, која внатре не опоменува дека треба нешто да промениме, ние треба да знаеме кон кого да се упатиме и кого да послушаме, за да го фатиме вистинскиот правец. Тоа е моментот. И затоа целта на предавањето беше, значи, Светото писмо како патеводител за решавање на лични и општествени кризи. Значи, ние како христијани, секој од нас се соочува со лични кризи, но и ние како членови на општеството сме сведоци за кризи во нашето општество. И сега ние како христијани сме повикани, совеста наша ни сведочи, самиот Христос ни вели да бидеме сол на светот, значи да дадеме вкус, нешто да не се расипи и така натаму. И ние предупредуваме за тоа зошто нашето општество се наоѓа во криза и како може да излезе од криза доколку граѓаните што го сочинуваат тоа општество го прифатат Божјото откровение запишено во Светото писмо и се отворат за Божјиот пат, за Христовиот пат, за оно што се роди да ни биде пат, вистина и живот. Кога ова го спомнувате, ајде да ја отвориме темата на расколот во Македонската православна црква, односно зошто се роди црквата на Вранишковски? Па, вака, сето тоа е повторно дел од една севкупна криза, која трае веќе подолго време во православниот свет. Значи, јас отворено говорам за тоа, пишувам за тоа, дека ние православните христијани, членовите на едната света соборна апостолска црква, Христос не основа многу цркви. Христос основал една црква. И таа една црква, една света соборна апостолска, се наоѓа
на целиот земен простор и таа географски е организирана во помесни цркви. Од почетокот помесните цркви не биле врзани со државните граници или со некој национ, затоа што црквата е наднационална. Значи, Бидејќи христијани се и овие и оние и така е, овие. значи, еве во нашата црковна општина тука, освен македонци, значи по националност, доаѓаат и власи, доаѓаат и срби, доаѓаат и роми, доаѓаат и албанци. Значи, кои се христијани православни? Ја не можам да ми кажам, слушај, сега ние ова е само за македонци. Христос се роди само за македонците или само за србите, или Христос беше распнат и воскреса само за русите, за американците или за бугарите и така. Не е точно тоа. Значи, Христов ученик се станува со покаяние, со духовно будење, со учество во светата на крштевање, со причестувањето со духовниот живот. И сите се повикани во тоа духовно семејство. Целата работа, целиот проблем настанува кога црквата се идентификува со државните граници и со еден национ. Тогаш настанува кризата во црквата и ние, членовите на црквата, значи ова што го говорам јас, не го говорам само јас, туку представници од многу помесни цркви. Ние велиме назад кон Светото Писмо, назад кон Евангелието, назад кон Христос, назад кон светите оци, назад кон вистинското разбирање на тоа што е црква. Значи црква не е институција, црква не е градба и така натаму, туку црква е новозаветниот народ Божи, тоа е духовното Христово семејство во силата на Светиот Дух, а во слава на Небесниот Отец. И во таа црква нема ни евреј ни грк, ни македонец, ни србин. Нема ни американец, ни русин. Сите се повикани да бидат Христови. Ама ние треба да се вратиме на изворното. И затоа што не се враќаме на изворното, и затоа што мислиме дека лагата ќе успее ако се само залажуваме и другите ги лажеме, тогаш имаме точка на кршење. И православната црква денеска цела се наоѓа во точка на кршење. Има сериозни проблеми, значи, кои се последица од идентификација на помесните цркви со еден национ или со една државна политика и така натаму. Значи, ние како христијани треба да бидеме патриоти. Тоа е една работа, тоа е наша одговорност, но ние не смееме да станеме заморчиња, односно да паднеме под влијание на моменталната политика или на моменталните интереси на нашиот национ и така натаму. Штом тоа започне, еве кризи. Сето тоа што го говорев предмалку е причина за сите овие кризи со кои се соочува денеска целата православна црква, се разбира и нашата помесна македонска православна црква. Во овој контекст сега што го дадовте ово објаснување, ако го ставиме под прашање екзистирањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија во семејството на христијанските цркви, не го разбира прашањето. Значи, никој не го постава прашањето дали Македонската православна црква, пошто јас сум учествувал во разни делегации, средби и така. Значи, ни една помесна автокефална православна црква не оспорува црковноста на нашата помесна црква, апостолското преденство и така натаму. Туку тука е целата точката на прекршувањето е статусот на црквата и името на црквата. Значи, статусот дали ќе прифатиме да биде на автономни или автокефални и така натаму. Но ако отвориме оваа тема, затоа што Македонската православна црква... Со неколку зборови само значението на овој потек што се јави од страна на Бугарија да биде мајка црква. Беше вест дека бугарскиот патриарх ќе оди кај Вартоломеј во Цариград, Неофит ќе оди таму за да се разреши овој проблем. Не, вака се, значи, треба да ги следите посериозно информациите. Значи, тој термин мајка црква има многу значење во себе си. Можеби да ме поканите на некоја емисија. Накратко. Но колку, значи прво под мајка црква се подразбира онаа црква што ќе евангелизира некој простор и таму ќе се создаде конкретна локална помесна црква. Пример, например, ако ние Македонската православна црква Охридска архиепископија испратиме мисија во Северна Кореја. И само отидеме таму и таа мисија биде успешна, Господ ја благослови, и со текот на времето таму да започне да функционира една помесна црква, која што ќе има 10, 20, 50, 100, 200.000, 300.000, милиони и така верници. Сега, нашата Македонска православна црква ќе биде мајка црква. Значи, на таа црква и како што ќе расте црквата, мајката црква и дава автономност, но автокефалност треба
автокефалноста на една црква, предложена од мајката црква, треба да биде прифатена од сите останати помесни автокефални православни цркви. Сега, ако не се случи тоа, тогаш се уште таа црква ќе биде во потрага на дефинирање на својот статус. Во нашиот случај, Бугарската православна црква, Бугарска патриаршија, подаде братска рака, за кое благодариме и го цениме тоа. Значи, за мене тоа терминот повеќе би одговарал ментор во дадената ситуација, затоа што ние тука веќе постоиме како црква. Значи, Бугарската црква ни подава рака да ни помогне во процесот на дефинирање на нашиот статус, но пред се да ни помогне во процесот на остварување на нашето евхаристиско единство со останатите помесни православни цркви. Што значи тоа? Тоа значи дека епископите, свештениците, народот Божи од другите цркви и од нашата црква да можеме заедно да служиме на Бога, да се причестуваме, да организираме мисии и така натаму. Ние, за жал, сега да не отварам таа тема, еден долг период сме изолирани. Зошто и како говорев пред малку? Сега, тој процес на изолација ни помага да го надминеме нашата сестринска, водениот контекст мајка црква како ментор црква, Бугарската православна црква, Бугарска патриаршија, значи прави еден сериозен чекор во разрешување на црковниот проблем тука во Македонија, но јас, познавајќи некои луѓе од Бугарската црква, знам дека и тие имаат посериозна визија за решавање на ова наше црковно прашање, да завладе еден мир на православните цркви тука во Балканот, затоа што особено во ово и вакво време ќе ни треба тој мир и тоа единство. Ние сите како помесни цркви се соединуваме, се соочуваме со сериозни предизвици и искушенија. Бугарската православна црква и Грчката православна црква и нашата и така натаму со сериозни внатрешни општествени проблеми се соочуваат нашите држави. И нам ни е потребно тоа единство. Промените во времето налагаат некои трансформации за да се опстои онаму каде што е. Отец Ивица, да им посакаме на гледачиве да имаат пријатна бадникова вечера, но да завршиме оваа емисија со одговор на ова прашање. Насловот на емисијата е Божик, ден за нова надеж. Дали овој Божик ќе го празнуваме утре, ќе го оправда тој наслов? Да, затоа што Христос, Месијата, нашиот Спасител, светлината на светот, дојде во овој свет да ни покаже и да ни докаже дека имаме надеж. И милиони и милиони, милиарди и милиарди, значи луѓе од целата ова историја на човештвото после Христос па навака, својата вистинска надеж ја нашле во тој што се родил во Витлеем за нас, во Христос. И таа надеж на вистински начин ја разбира оној што сака да ја прими во себе си. Односно, тоа значи да се отвори за Христос, да го прими Христос како свој Спасител, да го прими Христос како свој Учител, како свој Господ, како своја светлина, како вистина, како водство во овој ваков таговен, печален свет. Без Христос нема излез. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со презвитер Ивица Тодоров од православниот храм Свети Петар и Павле во населбата Ѓорче Петров по повод бадниковата вечер. Имајте убав празник, Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди за сите нас, навистина се роди и многу надеж да ни дарува и светлина. И благодарам што бевте гости на црковната општина Свети Петар и Павле Ѓорче Петров.